Минатата година Бентли со моделот Continental Super Sport кабриолет го постави светскиот брзински рекорд на мраз. Подвигот беше направен на замрзнатите води на Балтичкото море покрај финската обала. Задуправувачот беше 4-кратниот светски рели шампион Јуха Канкунен, кој успеа да постигне брзина од 328,76 км на час. Понесени од минатогодишниот успех, Бентли, заедно со Јуха Канкунен, повторно ќе се вратат на 16,5 км долгата патека на 70 см дебелиот мраз. Овој пат нема да бидат сконцентрирани на соборување на актуелниот рекорд, туку шансата ќе им ја дадат на младите и перспективни рели возачи. Акцентот ќе биде ставен на вештините и техниките на возење на мраз, подлога која често се наоѓа на рели над преварите. На температури пониски од минус 30 Целзиусови степени, младите возачи под водство на асот Јуха Канкунен ќе ги зголемат своите вештини. Бентли ветува дека оваа програма ќе ја прошири и во комерцијални цели, со што ќе се понуди на секој заинтересиран да седне за управувачот на Continental Super Sport, да добие инструкција од легендата Канкунен и да се обиде да биде побрз од арктичкиот ветер. Во рестилизираниот Тигуан не се случи ништо неочекувано. Светлата се украсени со LED диоди, растегната е предната маска, слични зафати се направени и во внатрешноста и задачата е завршена. Во инает на минималните измени, Тигуан изгледа дека е во добра форма. Во поскапата изведба спорт и стил има впечатлива опрема, но привлекува внимание завршната изработка која е направена одлично. Врвно подесеното подпирање, директното управување и уверливите сопирачки се комбинацијата која освојува на прв поглед, а впечатокот го крева богатата електроника. На врвот доаѓа дволитрениот TDI мотор и 7-степениот автоматски DSG менувач. Со уверливиот 4x4 систем со Haldex спојка не треба да ве плашат излети во природата, но Тигуан во подобро светло се покажува на асфалт. Volkswagen се обиде да помери две крајности – удобност и практичност во градското возење со вистински офроуд карактеристики. Често се запрашуваме која е разликата помеѓу спортско корисно возило и кросовер. Со појавувањето на Тигуан, границата помеѓу овие класификација е намалена. Кросоверите по форма се блиски до спортско корисните возила, но нивните теренски можности се мали. За возврат тие нудат подобро решена внатрешност. Таков е случајот со Тигуан. За разлика од останатите конкуренти, интериерот на Тигуан нуди нешто повеќе. По вокација тој е чистокрвен Volkswagen, а тоа значи дека изведбата е прецизна, употребени се квалитетни материјали, опременоста е на завидно ниво. Volkswagen Tiguan го возев пред неполни 2 месеци, но за мене вистински предизвик беше да го пробам во снежни услови, затоа што има погон на сите тркала. Од рестайлингот на овој модел се издвојуваат пред се козметички зафати. Тие се однесуваат на кокпитот и на побогатата опременост. Но кога станува збор за моделот со погон на сите тркала, тој е опремен со последната генерација на електрохидравлични или, ако сакате, Haldex спојки. Се разбира дека и најдобриот 4x4 погон, доколку немате зимски гуми во снежни услови, е инфериорен. Но возењето на Тигуан ме привлече затоа што и покрај овој погон што го располага, погонот на сите тркала, тој има и зимски пневматици. Затоа сакам да видам како во снежни услови ќе се однесува подпирањето и управувањето на ова возило. Инаку,
Уште еден атрибут кон овој модел е автоматскиот менувач кој има прекинувачи на самиот волан, што значи дека многу лесно може да се користи преносот во мануелен модус на возење. Возењето на Тигуан во снежни услови е извонредно и забавно. Пред се овој 4x4 систем, наречен 4Motion, одлично ја пренесува силата на оние тркала кои треба. Исто така за пофалба е и управувачот кој добро ги следи командите на возачот. Пред се во овој снег кој е со длабочина од некои десетина сантиметри се чувствував сигурно и имав полна доверба во возилото. Пред се поради неговото одлично припојување на патот. Што се однесува до сопирањето, тоа е во рамките на очекуваното, бидејќи подлогата е подзамрзната. Затоа не може да се очекува ова возило да се вкопа во место, но како што велат законите за возење на терен, треба секогаш полека да се вози за да не дојде до некоја поголема хаварија. Тигуан со своите 36.000 евра во ова ниво на опременост не е меѓу најевтините 4x4 возила, но секако припаѓа во групата на најпосакуваните. People are people, so why should it be? Golf. Das Auto. Вау! Новата А-класа. Пулсот на новата генерација. Вау, колку неверојатен автомобил! Тоа е новиот Dacia Duster за 9240 евра. 9240 евра? Човеков на вистина има смисол за хумор! Не треба да сте гениалец за да знаете кој е најдобриот автомобил за вашите пари. Dacia Duster, најпродаваниот SUV во Македонија. Automotive Group. Лавината новитети која зафати групацијата Jaguar Land Rover не запира. По представувањето на најновиот Range Rover, ред дојде и за најмалото спортско корисно возило на кралската марка. Втората генерација на Freelander бележеше добри резултати во продажбата, но за да остане во чекор со конкуренцијата мораше да се направи освежување. Фейслифтот, како популарно се нарекува дотерувањето на постоечки модел, се однесува на подобрување на визуелниот впечаток, но не се изоставени ниту техничките аспекти. Сега Freelander во внатрешноста наликува на Range Rover Evoque, каде е истакната завршната обработка достојна за премиум модел. Иако малобројни се примероците кои служат на терен, запазени се високите офроуд потенцијали на марката. Рестилизираниот Freelander ќе се најде во салоните во првиот квартал на 2013.
Кривулест пат низ густа дабова шума води кон манастирот Свети Никола над скопското село Љубанци. Ке признаеме дека не очекувавме толку убави пейзажи на само 20 на километри од центарот на Скопје. Моноволуменското возило Dacia Logi одлично се снајде на теренот. Зимските услови на патот се вистински тест за неговите перформанси, додека зимските пневматици силно гребат нагоре кон манастирот. Според местното предание, манастирот Свети Никола бил граден во средината на 19 век, како последица на едно видение во сон на селанецот Бојко Раев, кој се именува како негов ктитор. Изградбата траела од 1849 до 1859 година. Прогонет за време на Октомвриската револуција во манастирот до 1960 година живеел јеромонахот Серафим од Русија. Не се знае точно кога се доселил, но чешмата ја изградил во 1934 година. Ја направил и камбанаријата во дворот и оставил аманет да го закопаат тука. Заради погодноста на планинската клима, за време на Втората светска војна манастирот функционирал како партизанска болница за болни од туберкулоза. Во 1998 година Свети Никола е женски манастир, во кој престојуваат 4 монахини. Веднаш над портата се издигнува кат од новиот конак наменет за гости. Повнатер е стариот дел од конакот. Објектот е изграден во духот на старата македонска архитектура и се собираат средства за негово реновирање. Црквата е сместена во средината на манастирот. Пред неа се шири поглед кон падините на Скопска Црнагора. На трештоста на црквата се фрескописува во денешно време, но познато е дека иконостасот е дел од познатиот Дичо зоограф и неговата тајфа. Иконостасот е сведок дека тука пред околу 150 години поминал славниот зоограф. На подот во средината на црквата е поставен камен со грб на кој е прикажан двоглав орел. Грбот потекнува од времето на Византија и ја пренесува пораката на византиските цареви, дека небесното и земното царство се едно. Нивната порака обстојува до денешен ден. Манастирот привлекува гости кои се во потрага по својот духовен мир. Природниот амбиент околу манастирот навистина дава можност да се открие небесното на земјата. По долгогодишна абстиненција Опел се враќа во автомобилскиот спорт. Тоа го потврдија од највисоките кругови на компанијата, од каде не се крие оптимизмот и надежда за постигнување на врвни резултати. Подобрите познавачи на автомобилскиот спорт знаат дека Руселскајмската молња имаше респектабилни резултати во рели и кружните шампионати, а одлуката за повлекување беше донесена во најтрусните години. Далеку од тоа дека на Опел му цветаат рози, но менаџментот сака да се врати на фундаменталниот елемент на профилот на оваа марка. Предмет на обработка ќе бидат два модели. Новодојденецот Адам ќе биде промовиран во рели над преварувањата во Опел Адам Купот, кои ќе се организираат во рамките на Adak Rally Masters, наменет за млади и талентирани возачи помлади од 27 годишна возраст, а истите ќе се надпреваруваат за титулата Adak Opel Rally Cup. Програмата започнува од идната сезона, а ќе трае до 2016-та. Што се однесува до Astra OPC, таа ќе остане на асфалтот, исто така во рамките на купско надпреварување.
веќе накитано, светкаво и романтично. Па едноставно убави чувства не пратат. Надвор веќе имаме и снегче кое само допринесува за оној гламурозен празничен шмек. А јас решив само да го надополнам гламурот со едно ново и ексклузивно парче од светот на 4 тркала. На денешно обмени решив да ви го представам Audi A3. Прво што приметувам е неговиот симпатичен и нежен надворешен изглед, кој потсетува на снегулка со вака заоблен заден дел. Но тука се остро искосените фарови кои му даваат сериозен и мистичен изглед. Дури и делува помалку опасно, што е добра комбинација за еден фраер. Дека надворешниот изглед не е битен, апсолутно не се согласувам. Но дека внатрешниот е далеку побитен, држи вода. Па затоа веднаш се префрламе на интериерот, односно на карактерните особини. Навистина не е можно, а да не се чувствувате прекрасно во еден ваков пријатен амбиент. Секоја чести за германците, кои повторно ја истакнаа совршената ергономичност. Плюс сите команди се логично распоредени, а и бројот на копчиња е сведен на минимум. Ние жените скоро никогаш не обрнуваме внимание на удобноста, особено на чевлите и гардеробата која ја носиме. Поубаво е чувството да знаеш дека некој мислел на твојот грб додека ги креирал овие удобни седишта. Јас не би била јас ако не да ми некоја мана. Но овој пат тоа е само една мала забелешка околу фиокчињата потребни за нашите ситници. Не ќе беше на одмет да имаше уште некоја фиокичка. Доказ дека не сгрешив што го ставив овој убавец на листата за мој новогодишен партнер, се и задните седишта, кои се удобни, а и пространи. Значи има и доволно простор за ноđињата со високи штиклички, па и моите пријателки ќе бидат среќни со мојот избор. Во инет на светската автомобилска криза, некои автомобилски мејнстрим брендови прават големи успеси. Еден од нив е Dacia. Оваа година Dacia успеа да представи дури 3 нови модели. Тоа е новиот Logan, а еден од најважните е новиот Logi. Logi е прв во флотата на Dacia кој е по вокација моноволумец. Тој има гени од претходната генерација на Меган Сеник, односно Гранд Сеник, а тоа се приметува по неговите огромни димензии. Dacia со Logi сака да ги освои пред се флотните купувачи кои имаат голема потреба од превоз на вработени, но ставен е акцент исто така и на приватните корисници. На корисници кои им треба возило кое е способно да превезе 5 или 7 патници. Во зависност од изведбата, Logi има 5 или 7 седишта. 7 седишта се направени благодарение на големиот простор во багажникот. Во него има изобилие од простор. Можете да погледнете внатре, можете да сместите многу предмети, а доколку земете и дополнителна мрежа за задните седишта, тогаш ќе може да ставите некој полесен товар кој е во висина на покривот. Оно што ми се допаѓа кај овој модел, барем на прв поглед, тоа е лесното зголемување на багажниот простор. Со лесен потек вие можете без никаков проблем да ги спуштите седиштата и тогаш добивате извонредно голем простор. Во него можете да сместите предмети подолги од 2 метри. Dacia поради ниската цена беше приморана да се соочи со неколку компромиси и тие веднаш се воочливи. Можете да забележите дека пластичните површини на вратите па и на инструмент таблата се направени од извонредно лесна пластика и се разбира таа изгледа доста ефтино. Вратата не може лесно да ја затворите, ќе треба малку повеќе да ја потурнете за да ја затворите, бидејќи таа е многу лесна.
кога ќе влезете внатре, забележливи се оние исти пропусти кои може да се видат и кај претходните генерации на Дачија. Пред се во прв план е ставена функционалноста, додека ергономијата е на пониско ниво. Овие манипулатори за вентилацијата во кабината се многу ниско поставени. Исто така на прв поглед се гледа дека менувачката палка е многу мала и ниска, така да при возење ќе морате многу да ја спуштите вашата рака за да смените брзина. Но она што исто така не ми се допаѓа е позиционираноста на темпоматот. Тој е многу ниско поставен и мора да знаете точно каде се наоѓа ако сакате без никаква пречка да го користите во возењето. Но не се само негативностите присутни. Присутни се и позитивните работи. Позитивна работа е овој навигацијски уред. Тој е изработен од компанијата LG. Тој содржи многу добар софтвер, но недостаток е што во овој софтвер, иако е наменет за македонскиот пазар, ги нема македонските патишта. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today. За доправувачот се чувствувам извонредно удобно. Се разбира доколку се абстрахирате од лошата ергономија која морам да ја повторам и од ефтината пластика во внатрешноста. Но сепак за овој автомобил може да се каже дека на прво место е функционалноста и неговата употребливост. А може да заклучам дека неговата употребна вредност е голема. Не само како транспортер на луѓе, туку LG може да послужи и како транспортер на поголеми предмети. Кога работи во место, моторот е тивок. Дури и не се чувствуваат вибрациите кои се неизбежни за дизел моторите. Оваа верзија на LG чини 15.000 евра, бидејќи е нешто поопремена поради сателитската навигација и тачскринот преку кога се командуваат поголемите функции во автомобилот. Кога ќе го стартувате LG, веднаш се забележува неговата полоша звучна изолација. Пред се галамата од моторот лесно продира во патничката кабина. Компромисот за да овој модел биде што поевтин направи да се штеди и на звучната изолација. Потек кој нема да го почитуваат приватните корисници на LG. Оваа каросерија е тешка 1470 кг, но 1,5 литрениот TDCi мотор, односно DCi мотор, со леснотија е движи, иако има само 85 конски сили. Но сега доаѓаме до уште еден компромис, а тој е наречен цена. Со 1,5 литрен DCi мотор од 85 конски сили и со повисоко ниво на опременост, како што е тачскринот и навигацијата, овој модел чини околу 15.000 евра. Може би за Дачија тоа делува премногу, но може овој модел да се пофали и со извонредна економичност. Нашата средна потрошувачка изнесува само 6,1 литар. Тој е извонреден податок пред се ако се земе во предвид дека го возевме на извонредно ниски температури кои во утринските часови достигнува и до минус 17 степени. И овој LG претежно го возевме на кратки градски релации, што значи дека податокот од средна потрошувачка од само 6,1 литар е за секоја пофалба. Заклучокот за овој модел е многу едноставен. Ова не е трендовско возило. Ова не е возило со кого можете да се гордеете. Ова е добар работен коњ кој никогаш нема да ве изневери.
Да бидам искрен, овој автомобил никогаш не би го избрал да биде мој приватен автомобил, но доколку би бил собственик на компанија која има потреба од превоз на повеќе лица, несомнено дека би се одлучил за него. Тоа беше се што подготвивме во ова издание на Автомагазин. Јас срдечно ве поздравувам и ви закажувам следна средба за 14 дена. До гледање.